Ве поздравувам и јас, ви посакувам Божи благослов. Мило ми е што е Благоче тука, иако на него не му даваме нешто задачи. Кога дојде тука не му даваме задачи на него. И јас нема да давам задачи. Тоа само водачите дават задачи. Јас не давам задачи. Стигнавме до 24 стих од 9 глава на книгата на пророкот Данијел, каде што започнува самото пророштво за 70 седмици. Го разгледавме неопходниот контекст на тоа пророштво, на целата таа глава. Зошто неопходен да се подсетиме? Затоа што ако не беше Даниловата застапничка молитва, неговата покајна и понизна молитва, немаше да се случи ниту самото видение, односно пророштвото што доаѓа преку ангелот Габриел, и немаше да го имаме ова пророштво во нашите Библии. Данијел знаел дека сами по себе Господовите пророштва нема да се исполнат сами по себе, ако во нивното исполнување не учествува Божиот народ. Значи, не постои муслиманскиот късмет, не постои или латинскиот фатум, судбина, како што велат, пагански концепт. Ниту калвинистичката предестинација. Се тоа погрешни сваќања за историјата, за иднината поточно, погрешни сваќања за времето, погрешни сваќања за тоа како Бог постапува со луѓето. Данијел знаел дека Господ најавил 70 години вавилонско робство, но знаел дека кога ќе изминат хронолошки тие 70 години, Божиот народ нема автоматски сам по себе да се премести во ветената земја, да се обнови храмот, градот и целата нација. Само по себе тоа нема да се случи. За тоа треба да биде заинтересиран, да сака и да биде подготвен самиот Божи народ. Оној, значи, кој што е предмет на ова пророштво. И конечно, значи, како започнуваат самите пророчки зборови од видението, го споменав 24 стих. 70 седмици се определени за твојот народ. За кого се определени? Кој е Даниловиот народ? И за светиот твој град. За кој град станува збор? Даниловиот народ е еврејскиот народ, израелскиот народ. Светиот твој град е Ерусалим. Сето тоа што било предмет на неговата молитва. Молитва значи за обнова на опустошениот Ерусалим, за враќање на избраниот народ во ветената земја. И што уште? Што значи тоа 70 седмици се определени за твојот народ и за светиот твој град? Што значи тоа? Дали ова значи дека сега 70 години, кои што биле проречени од Еремија, ќе се одолговлечат и ќе станат 70 седмици и дека дури по 70 седмици израелскиот народ ќе се врати во Јудеја и ќе биде возобновен Ерусалим и храмот. Дали 70 седмици значат дека кога тие ќе истечат, нема да постои ни еврејскиот народ, ни Ерусалим и така натаму?
Да видиме што конкретно значат 70 седмици. Значи, тие се определени за твојот народ и за светиот твој град, за да биде, еве сега конкретно се кажува, што? Да биде крај на престапот. Го разбирате ова? Крај на престапот. За да му се стави печат на гревот. Значи, 70 се период кога на гревот ќе му дојде крај. Така вели ангелот. И избришани беззаконијата се вели. За да биде доведена вечната правда. За да им се стави печат на виденијата и пророците и да биде помазан светиот над светиите. Така вели овој превод. Некои коментатори тврдат дека под овој израз Кодеш Кодешим се подразбира светињата над светињите, а не личност. Меѓутоа традиционално од повеќето, значи христијански теолози верувале дека сепак израз се однесува на личност, светиот над светиите, додека други велат светињата над светињите, значи како да се однесува на самиот објект, на светилиштето. И едното и другото е точно, инаку. Меѓутоа да се занимаваме малку со овие споменати настани. Значи, во рокот 70 седмици, кои што се определени за еврејскиот народ и за Ерусалим, треба да дојде, да настапи крај на престапот, за да биде појасен, поинеко ја повторува истата мисла, да му се стави печат на гревот, да бидат избришени беззаконијата, да биде доведена вечната правда, да им се стави печат на виденијата и пророците, и на крај да биде помазан светиот на светиите. Седе тоа во рокот 70 седмици. Што представуваат 70 седмици? 70 пати по 7 години. Од каде знаеме дека се години? 70 седмици, запаметете. Не се 490 дена, кои што потоа по принципот ден за година ги претвораме во 490 години. Туку ние целиот контекст, од контекстот на 9 глава, разбрашме дека тие во старт се 70 по 7 години. Значи, седмицата што е спомената како поим, се однесува на саботната година, се однесува на 7 години. 70 години биле најавени преку Еремија и сега 70 седмици му се даваат како видение на пророкот Данијел. Во прилог на ова, можем да го споменам, како интересна занимливост, е и граматичкиот род на изразот седмици во еврејскиот јазик. Обично седмици, кога се мисли на 7 дена, периодот 7 дена, кој што го нарекуваме седмица, значи седмици во множина, на еврејски се вика шавуот. Значи го има суфиксот от, кој што е женски суфикс, именка од женски род во множина. Например, празникот Педесетница на еврејски се вика шавуот, што значи во буквално седмици. Се мисли на 7 седмици после празникот првина, после првиот сноп, после бесквасници. Меѓутоа овде, изразот седмици на ова место, значи не гласи шавуот во изворниот текст, туку невообичаено му се додава машка
наставка, машки суфикс за множина и гласи шавуим. Тоа е малку невообичаено. Значи, тоа е некоја именка да земете што знаете дека е од женски род и намерно да ја искажете, да ја изразите како именка од машки род. Или, пример, ние знаеме дека децата, значи имаме наставка од среден род множина, децата, и се замисли, да речам, деците. Невообичаено, значи не е граматички исправно, а сепак така е, именката така е извитоперена. Зошто? Веројатно со самото тоа сака Габриел да каже дека да не се свати обични седмици од 7 дена, туку да се свати седмици од 7 години. И сега, во објаснување на тоа, што значи сето тоа, што он го најавил, сите овие настани, кои што подразбираат крај, печат, и завршуваат со помазување на светиот на светиите, од 25 стих надолу вели: и така знај и разбери. Од времето кога излезе законот за обновување на Ерусалим. Закон за обновување на Ерусалим. До доаѓањето на помазаникот Божи се 7 седмици и 62 седмици. Колку вкупно? 7 и 62. 69 седмици. Значи сите тие 70 без една. Потоа ќе биде обновен Ерусалим со улици и ѕидини. Значи, првите 7 седмици. Зашто се дели периодот од 69 на 7 и 62? Првите 7 седмици е периодот во кој што ќе се гради, ќе се комплетира Ерусалим, со сите негови улици, ѕидини. И тоа ќе биде тешко време, се вели. Историјата потврдува дека тоа навистина било тешко време. Евреите се соочиле со големи проблеми во процесот на обновата на Ерусалим. Во едно време со Персиското царство завладеал еден лажен принц, кого грчките историчари го нарекуваат лажниот смерт. Значи, некој човек кој што тврдел дека е убиениот брат на персискиот цар Ксеркс, ако не се лажам, и бидејќи тврдел дека тој е тој, едно време успел да дојде на власт, да го зграби престолот. Владел кратко време, се разбира, додека измамата не била докажена практично, додека не бил симнат. Меѓутоа, за време на неговото владење, тој издал закон кај што се стопира целата обнова на Ерусалим, значи сите тие привилегии што евреите ги добиле предходно, едноставно се запираат. Значи, имало големи потешкоти. Во Персиското царство, како и во секое друго, имало лица кои што биле на власт, не само како цареви, туку кои што биле службеници, да речеме, гувернери, началници, кои што биле опозиција, кои што ги мразеле евреите, кои што не им правеле сопки, дори и кога законот бил на нивна страна, правеле сопки и гледале како да не се направи работата, да не напредува нивното дело. И сето тоа спаѓа во ова тешко време. Овде споменато. И ќе опстои тие 62 седмици, значи, и сето тоа ќе биде тешко време. Но по 62 седмици, значи, периодот кога Ерусалим ќе се постои како обновен, со се храмот, значи, на крајот од вкупно 69 седмици, според нашата пресметка, помазаникот ќе биде предаден на смрт. Овој превод вели неправедно. Не знам дали е додаден тој збор, или постои во изворниот текст. Но не за себе.
Добро. Тоа е и буквалното значење на еврејските зборови. А градот и светилиштето ќе бидат разрушени од народот на водачот што ќе дојде, и крајот ќе му биде како од поплава, и до крајот на војната ќе има опустошување. Како прво, да се вратиме на претходниот стих. По 69 седмици, нас не интересира крајот, значи, ќе дојде помазаникот. Кој е овој помазаник? Ќе дојде Хамашијах, ќе дојде Месијата, ако го оставиме еврејскиот збор непреведен. Ако го би го превеле на грчки, ќе дојде Христос. Тоа значи зборот Христос, помазаникот, помазаниот. Значи, од кога до кога? Од издавањето на... Значи, од времето кога излезе законот за обновување на Ерусалим. Од тогаш почнуваат да течат 69 по 7 години и 483 години по објавувањето на тој закон ќе дојде Христос. Кога бил изведен тој закон? Кој е тој закон кој што тука бил најавен? Од времето кога излезе законот за обновување на Ерусалим. Вкупно постојат 4 декрета, 4 закони, така да речем. Секој царски декрет бил закон, особено ако бил персиски. Со кој што било заповедено да се обнови Ерусалим и еврејскиот народ да се врати во него, односно во Палестина. Од овие 4 закони, што се споменати, најинтересен е третиот поред. За некој е интересен четвртиот, бидејќи само четвртиот зборува за обновата на градот, на самиот град, дзидовите, улиците и така натаму. И некои сметаат дека од четвртиот треба да се сметаат 70 седмици. Четвртиот закон бил вториот декрет на царот Артаксеркс, бидејќи пред тоа имало 2 декрета и од Кир и од Дари. Третиот бил првиот на Артаксеркс, 457 година пред Христа, а четвртиот бил вториот на Артаксеркс декрет, 444 година пред Христа. 14 години подоцна. Некој сметаат дека од 444-та, значи од последниот декрет на Артаксеркс, треба да течат 70 седмици. И тоа само затоа што во тој декрет конкретно се споменува градот како град, а не само храмот, улиците, дзидовите и така натаму. Меѓутоа, ако ги погледнеме двата декрета на Артаксеркс, постојат причини зошто предност треба да му се даде на првиот. Каде се наоѓаат овие декрети? Дали постојат некаде запишени во Библијата? Така е. Книгата на книжевникот Ездра. Каде во Ездра? Ездра 7 глава. Во Ездра 7 глава. Да отвориме таму. Во Ездра 7 глава се зборува за првиот декрет на царот Артаксеркс. Или 457 година пред Христа, според
нашето сметање на времето. Во претходната 6 глава, колку за ваша информација, иако нема да се задржуваме на нив, се наведени двата декрета, едниот првиот на Кир, царот Кир, кој што го освоил Вавилон, и на царот Дарий. Тие се првите два декрета. За нив може да читате во вашите домови, приватно. И двата декрета се однесуваат на храмот на Ерусалим, Господовиот храм, Господовиот дом. Но ние се префрлиме веднаш на 7 глава од Ездра и нас не интересираат овие два декрета на царот Артаксеркс, односно третиот и четвртиот вкупно закони за обнова на Ерусалим. Се вели на почетокот од 7 глава, по тие настани во текот на царувањето на Артаксеркс, царот персиски, Ездра, синот на Сераја, син на Азарија, и понатаму се кажува кои све биле неговите предци, до Арона. Значи, мора да го докаже своето педигре дека е левит по линија на Арон и дека има право, левитско право да биде свештеник во Израел. Значи, тој Ездра, се префрламе на 6 стих, тргна на пат од Вавилон. Тој беше книжник и го знаеше законот Мојсеев, даден од Господ Бог Израелов. Царот му даде се по желбата негова, зашто раката на Господа неговиот Бог беше над него. Со него отидоа во Ерусалим и некои синови Израелови, свештеници, и левити, и пејачи, и чувари на вратите, и слуги во храмот. И сето тоа кога се случило? Во 7 година на царот Артаксеркс. Тој дојде во Ерусалим во 5-тиот месец, во 7 година од владењето на царот. Во првиот ден од првиот месец, тој го започна излегувањето од Вавилон, а во првиот ден од 5-тиот месец, тој дојде во Ерусалим. Значи, патувал 4 месеци. Од Вавилон до Ерусалим. Благодатата рака на неговиот Бог беше над него. Зашто Ездра го беше укрепил срцето своје да го изучува и да го исполнува законот Господов и да го учи Израел во законите и уредбите. 11 стих сега ни кажува: еве е содржината на писмото што царот Артаксеркс му го даде на Ездра, свештеник и книжник, кој го учеше Израел на заповедите Господови и на законите негови. Која е содржината? Артаксеркс, цар над царевите, така си се прогласил себе си, овој персиски цар, до Ездра свештеникот, совршениот учител на законот на небесниот Бог денес, издадов указ, тој има сила на закон, царски указ, декрет. Во царството мое секој од народот Израелов и од неговите свештеници и левити што сака да оди во Ерусалим, нека појде со тебе. Бидејќи се испратен од царот и од 7 негови советници, да ги надгледуваш Јудеја и Ерусалим во законот на твојот Бог, кој е во раката твоја. Овие зборови значат дека на Ездра му е дадена власт, практично, локална власт над Јудеја и Ерусалим од името на персискиот цар. Значи, локална политичка власт. И да го однесеш среброто и златото, кое царот и советниците негови го жртвуваа на Израеловиот Бог, чие живеалиште е во Ерусалим. И сето сребро и злато што ќе го собереш по целата област Вавилонска, заедно со доброволните приноси од народот и свештениците, што ќе жртвуваат за домот на својот Бог, кој е во Ерусалим. Затоа веднаш купи за тие пари волови, овни, јагниња и житни приноси за нив, преливи за нив, и принеси ги на жртвеникот во домот на нашиот Бог во Ерусалим. А она што ти и браката твои ќе најдете дека е добро да направите од останатото сребро и злато, според волята на вашиот Бог, направете. Со други зборови, ако имате
од сето тоа вишок, правете што сакате со нив. Потполна власт. Садовите пак, што ти беа дадени за служби во домот на твојот Бог, постави ги пред Богот Ерусалимски. И се друго што е потребно за домот на твојот Бог, ова за што го сметаш дека е неопходно, даве од домот на царските ризници. Тоа е огромна власт. Значи, колку што мислиш, земај од царската благајна. Наведам звучи како да нема никаква контрола. Колку што мислиш, земај. А јас, царот Артаксеркс, давам заповед до сите ризничари што се од онаа страна на реката. Која река, знаете? Еуфрат. Се што ќе посака од нас Ездра, свештеникот и учител по законот на Бога Небесен, без двоумење, давајте. Видите каква власт е ова. Сребро. Наведени се тука некои мерни единици кои што би требало да ги преведеме. Според речници, за да ги разбереме точно, немаме време за тоа. Жито, вино, масло, сол. Битното е на крајот, оно што се кажува, без да се определува количеството за солта. Се што е заповедено од Бога Небесен треба да се врши грижливо за неговиот дом и гледате некој да не протегне рака врз домот на Бога Небесен, за да падне врз него на гневот негов и врз царството царот и неговите синови. Го кажавме да знаете дека на никого од свештениците и левитите, пејачите, чуварите на вратите, слугите во храмот и оние што служат при тој дом Божи, нема да им се наложува данок, ни десеток, ни царина. Значи, ослободени од секакви даноци. Еврејските управители. Никакви финансиски обврски спрема Персиското царство, ова е целосна автономија. Може да се каже дури и голема независност. Целосна обнова на израелската држава во ветената земја, со Ерусалим и храмот во него како центар. Ова е обнова на теократијата, бидејќи Ездра, кому му била дадена сета ова политичка власт, бил и свештеник. Обнова на теократијата во ветената земја. Понатаму што се вели 25 стих. Ти, Ездра, според мудроста на твојот Бог, која е во раката твоја, постави управители и судии за да го судат сиот народ од онаа страна на реката. Сите што ги знаат законите на твојот Бог, а кои не знаат, научи ги. И дори се вели, кој не го исполнува законот на твојот Бог и законот царски, тој без одлагање да се осуди, било на смрт, било со прогонство, било со парична глоба или со затвор во темница. Целосна теократија, целосна власт на Божиот закон за Израел. И сето тоа гарантирано од страна на персискиот цар. Во овој декрет, чие што содржина ни е дадена, овде во 7 глава, се зборува за обновата на целото Израелско царство. Оно што Навуходоносор го срушил, со овој декрет целосно се обновува. Претходните 2 декрета на Кир и на Дари зборувале само за храмот. Сега, постои уште еден декрет на царот Артаксеркс, 13 години подоцна, каде што и таму се зборува за некакво писмо, за некој указ, меѓутоа неговата содржина воопшто не ни е дадена. Содржината на тоа писмо. Овој декрет е споменат во книгата на Неемија, 2 глава. Значи Неемија, 2 глава. Што се случува во времето на Неемија? Во 20-та година од царувањето на Артаксеркс, значи многу подоцна,
Неемија опишува еден настан, бидејќи еден ден царот Артаксеркс го видел неговото лице натажено и го прашува: што ти е нажарено лицето, зарем не си болен? Тоа може да значи дека имаш само тага во срцето, ако не си болен. Која била тагата? Тагата била што делото на обнова на Ерусалим не напредувало како што требало. Значи имало пречки, самиот ангел најавил дека тоа ќе биде тешко време. И самиот Неемија забележал дека уште многу што треба да се сработи, бидејќи дури, значи, во 20-та година, цели 13 години подоцна, после првиот декрет на Артаксеркс, Неемија го опишува градот Ерусалим на следниот начин: како да не ми биде тажно срцето, лицето, кога градот, домот, каде што се гробовите на предците мои е запустен и портите негови со оган се изгорени. И потоа вели: ако ми угодно на царот, испратиме во Јудеја, во градот, каде што се гробовите на предците мои, за да го издидам. Овде конкретно зборува за градот. За градот Ерусалим. После во 7 стих Неемија вели: ако благоволи царот, нека ми даде писмо до управителите на областа зад реката, за да ми дозволат да минувам додека стигнам до Јудеја, и писмо до Асав, чуварот на царските шуми, да ми дадат дрва за вратите на тврдината што е кај Божиот дом, и за градските дзидишта, и за куќата во која што јас ке живеам. И понатаму се вели како царот му дал писмо до сите овие управители и до началникот на шумите. Меѓутоа ништо не ни се кажува за содржината на тоа писмо. Тука, значи, последниот декрет на Артаксеркс се однесува само за дзидањето на тврдините на Ерусалим. Значи, на самиот град, независно од храмот. И сега некои сметаат, затоа што Габриел му вели на Даниел, откако излезе законот, од времето кога ќе излезе законот за обновување на Ерусалим, дека последниот декрет треба да биде земен како почетна точка за сметање на 70 седмици. Бидејќи само во последниот декрет се зборува за обновата на Ерусалим, на градските дзидини, улици и така натаму, кои што се уште биле во 444 година или 20-та година од Артаксеркс, се уште биле опустошени, недоизградени, неизградени, необновени. Сепак, зошто е битно да се земе предходниот декрет како почеток за 70 седмици? Еве, некој ќе ви рече, од кај знаете кој декрет треба да го земете како почеток? Имало вкупно 4 декрета. Првите два, на Кир и на Дари, зборуваат само за храмот и ништо повеќе. Третиот зборува за обнова на целата израелска теократија, целата држава во ветената земја, со се храмот и градот, се разбира. И не само градот, целата држава. А последниот зборува само за градот без храмот. Останатите, значи, дзидови, улици, тврдини, дури и куќата во која што ќе живее Неемија е споменат. Кој од сите овие 4 декрета е најбитниот? Третиот. Зошто? Бејќи третиот ги опфаќа сите работи. Ама луѓето велат, некои велат, ама само четвртиот зборува за градот. Првите два зборуваат само за храмот, четвртиот зборува само за градот без храмот, а третиот зборува за се, не само за градот и храмот, туку за целата држава. Третиот, значи, декрет, или првиот указ на Артаксеркс од 457 година е најбитниот. И сега, ако од 457 година изброите 69 по 7 години, или 483 вкупно,
ќе завршите каде? Проста математика. ...457 додавате 483. Што добивате? Како? Значи, ангелот рече, од излегувањето на законот за обнова на Ерусалим до доаѓањето на помазаникот. Значи, 7-та година од владењето на Артаксеркс, кога излегол тој закон, е 457-та година пред Христа. Ако ја преведеме на хронолошкото сметање на времето според Христа. 457 година пред Христа. Која година ќе дојдете, ако од таа година сметате 483 подоцна? Например, имаме 457. 400 години подоцна, до која година ќе стигнете? Точно 400 години подоцна. До 57 пред Христа. И ни фалат уште 83. Значи, како би стигнали, ако чисто математички, да, меѓутоа не постои нулта година, значи, после првата година пред Христа, доаѓа првата година од Христа, не постои нулта година. Затоа, математички би биле 26, но плюс 26, но и една повеќе, доаѓаме до 27-та година од новата ера. Што се случило 27-та година од новата ера? Ангелот рече до доаѓањето на помазаникот. Зошто Исус е наречен помазаникот или Христос? Има мнозина кои што го оспоруваат целото ова пророќство за 70 седмици и велат од каде знаете дека ова пророќство се однесува на Христос. Имало многу помазаници. Царевите биле помазувани, свештениците и првосвештениците во Израел биле помазувани, пророците биле помазувани. Имало многу помазаници. Меѓутоа, што најавил ангелот дека ќе се случи? Крај на престапот, бришење на беззаконие, запечатување на гревот. Се тоа, сите тие помирителни аспекти, сето оно што Спасител треба да го направи, сето оно што е исполнување на старозаветната служба во Јом Кипур, освен конечниот суд, кој што останува за крајот на светот. Тоа може да го направи само еден помазаник. Само ветениот Спасител може да ги исполни сите тие нешта. Ке ни треба посебна проповед за да објасниме зошто Христовото доаѓање и неговата служба значат крај на престапот, печат, запечатување на гревот, бришење на беззаконијата, запечатување на виденијата и на пророците. Но на крајот се споменува помазувањето на светиот на светиите. Кога Исус бил помазан? Тогаш кога бил крстен. Со што бил помазан? Кога бил крстен? Со Светиот Дух. Или како што зборувавме порано во врска со крштевањето. Јован Крстителот крштевал мнозина и пред и после Христа, но само со вода.
Дори апостол Павле ги нашол тие ученици во Ефес, кои што уште биле само со вода крстени. Но Христовото крштевање е првото крштевање со дух, освен со вода. Бидејќи кога излегол од водата, велат Евангелијата, небото се отвори и Светиот Дух слезе на него во вид на гулаб, за да на тој начин Јован го препознае. Знакот што му бил најавен. На тој начин Исус бил помазан. Секое претходно помазување било со масло. Па дори и подоцна на православната црква го воведува маслото, или миропомазанието, како символ на крштевањето со дух. Меѓутоа бебињата не се крштеваат со дух. Како што признава и православниот свештеник Ивица Тодоров, не може без да поверуваш да го прими Светиот Дух. Значи, тоа што било во Стариот Завет само символ, помазување со масло, во Христовиот случај е реалноста, примањето на Светиот Дух, во полна сила, во полна мерка. Кога сте вие крстени со Светиот Дух? Тоа кога ќе ви биде извршен обред со масло или без масло, тоа што ќе бидете крстени овде или некаде надвор со вода, или тогаш кога ќе го примите Светиот Дух. Во полна мерка. Кога ќе бидете запечатени со Светиот Дух, како што вели апостол Павле, не го жалостете Светиот Дух Божи, пишувајќи на Ефесијаните, со кого сте запечатени за денот на избавувањето. Тогаш кога ќе бидете запечатени со Светиот Дух, тогаш сте крстени со Светиот Дух. А тоа не може без вера. Тоа не може без вера. Крштевањето само со вода може да служи за покаяние, како и Јовановото што било. Но крштевањето освен со вода и со Светиот Дух е неопходно за спасение. Спасението не е само некоја легална трансакција на простување на минати гревови, туку целосна обнова на човекот, посветување на карактерот. И самото оправдание не е некој легален поим, туку подразбира промена, почетната промена што се случува во животот на човекот. Или, како што рекол ангелот, да биде доведена вечната правда. Кога била доведена вечната правда? Апостол Павле вели во Евреите дека ако животинската крв, оние животи што се жртвувале на денот на помирувањето, јарешка и телешка крв, ако тие животни, нивната жртва, навистина го бришала гревот, читате во Евреите 10 глава 1 стих, тогаш, зарем не би требало да престанат да се принесуваат? Зошто евреите секоја година одново и одново имале ден на помирување, одново и одново истите жртви, одново и одново? Зошто? Секоја година се помируваат со Бога, потоа се караат со Бога, ќе се скараат потоа со Бога, заради нивите гревови, и потоа пак се помируваат, па пак ќе се скараме со Бога, па пак се помируваме. До кога тоа така? Додека дојде помазаникот, додека биде доведена вечната правда. Бидејќи само неговата крв може целосно да ве очисти од гревот. Јарешката и телешката на Јом Кипур била само најава за Христовата крв. Значи, крстевањето Христово е точниот датум на крајот на 69 седмици. Потоа, што ве рече ангелот? Градот ќе биде разурнат. Кој град? Јерусалим. Ново разурнување, ново опустошување од страна на народот на водачот што ќе дојде. Кој е тој?
водачот што ќе дојде, е алузија на антихристот, на малиот рок, на непријателот Христов. Бидејќи и антихристот потекнува од таа линијата на римските цареви. И римските папи се само наследници на римските цареви. Кој е народот на водачот што ќе дојде? Ако речеме, кој е народот на антихристот? Дали денеска постои држава која што е наследник, политички наследник на старата Римска империја? Само Ватикан. И само Ватикан е единствената држава во која што се зборува официјалниот јазик на Римската империја. И само поглаварите на Ватикан се државници кои што се уште ја користат титулата на римските цареви. Понтифекс Максимус, или скратено Понтиф. И други титули. Некои папи го користели и називот Цезар го користели. Најпознатиот и најразвратниот папа Чезаре Борџија, например. Меѓутоа и во големата борба е опишан настанот на кронисувањето на папата, мислам дека не беше Инокентије трети, ако не се лажам, во Рим, кога за време на неговото кронисување врескал пред насобраниот народ: "Ја Цезар, јас сум Цезар, јас сум Цезар." Елен Вајд ги цитира тие негови зборови. Навистина, народот е латинскиот народ. Римјаните се тие кои што ќе го разурнат храмот после помазаникот. И крајот ќе биде како од поплава. Еврејскиот народ ќе биде избришан од ветената земја, како од поплава однесен. И расеан по целиот свет. И крајот ќе му биде опустошување. Се со тоа многу страшни, морбидни, песимистички најави за судбината на израелскиот народ, кои што вака во една реченица му биле кажани на пророкот Данијел. Тоа не било нешто пријатно за слушање. Зошто ангелот најавил дека по помазаникот еврејскиот народ ќе доживее вакви трагедии? Дека по 70 седмици ќе ги доживее овие трагедии. Ангелот не сакал ништо повеќе да каже во тој момент. Сакал да ја остави отворена можноста еврејскиот народ да ја избегне оваа судбина. Бидејќи Божите пророштва, рековме, не се фатумски. Мора да се исполнат вака, како што се дадени. Ке се исполнат ако се исполнат условите. Ангелот сакал да ја остави отворена по Божја наредба, отворена вратата, можноста еврејскиот народ да ја избегне оваа судбина. Да не биде тој учесникот во погубувањето на Месија, на помазаникот. Бидејќи го прочитавме неговото погубување. По тие 69 седмици помазаникот ќе биде погубен, но не заради себе. Не заради негова вина, затоа па динамички го превеле неправедно овде, во ревидираниот превод. Туку за чија вина, за чии престапи, за чии гревови. За сите, поточно, поконкретно за гревовите на целиот Израел, бидејќи за нив требало да се врши очистување и помирување на крајот од годината, но Христовата крв ги пере сите гревови на целиот свет, од Адамовиот до ден денес. Ангелот не сакал да му каже на Данијел: бидејќи твојот народ ќе гласа за погубување на помазаникот, затоа ќе го снајдат сите овие неволи од народот на водачот што ќе дојде, од народот на антихристот, од народот на римските цезари и потоци на папи.
на еврејскиот народ му е оставена врата, можност, отворена можност да ја избегне оваа судбина. Но за жал не ја избегнал. Еврејскиот народ го исполнил ова пророќство. Христос бил крстен, рековме 27-та, значи на истекот од 69 седмици. Него прочитавме последниот стих. Ајде да завршиме и со него, иако малку подолго трае оваа проповед. Останува една последна седмица, 70-та седмица. Значи, до сега ангелот зборуваше за 69 седмици, за 7 плюс 62, и после најавите за опустошување и расејување на Божиот народ, за разрушување на градот и светилиштето од страна на народот на водача што ќе дојде, во 27 стих вели последниот од главата: и во една седмица ќе склопи завет со мнозина. Се мисли на помазаникот, според еврејската граматика, значи се мисли дека помазаникот, оно што е претходно споменат, не водачот што ќе дојде, туку помазаникот. И во една седмица ќе склопи завет со мнозина. Која е таа седмица? Би требало да биде последната, бидејќи ангелот најавил 70, а досега беа покриени само 69. Во една седмица помазаникот ќе склопи завет со мнозина, којото и завет. Исус, ноќта пред да биде распнат, на своите ученици им рекол: оваа чаша е чашата на новиот завет. Крвта на новиот завет, што ќе биде пролеана за простување на гревовите. А во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот. Како ќе престанат? А на врвото светилиште ќе биде поставена мерзоста на запустувањето, се додека преопределената пустош не го собори опустошителот. Овие последни зборови од стихот се однесуваат на последното време, на крајот на Антихристот и неговото царство, на второто Христово доаѓање. Меѓутоа, како и многу старозаветни пророќства, и тука ангелот само ги поврзува времето од првото и второто Христово доаѓање, ги спојува како во едно. Која е половината од последната седмица? Половината од последната седмица, значи, последната седмица тече од 27-та до 34-та година. Тогаш половината ќе биде, значи, ако сметаме, Христос бил крстен на есен, некои велат точно на денот на сениците, не мора да значи, нема такви докази, меѓутоа некој така се претпоставува. Некој велат дека кога бил роден, бил точно на денот на трубите и така натаму. Не постојат такви прецизни докази, дали баш. Меѓутоа есента 27-та година, кога отприлика бил роден на есен, значи, вели Лука, кога имал отприлика 30 години, може тука една плюс-минус да се земе предвид, не мора баш точно, бејќи и така и не се знае точната година, дали четврта, дали петта пред новата ера. Но на есен му бил роден денот така. Кога полнел цела година, тогаш се крстил, до есента 34-та година тече последната седмица. Половината од седмицата е пролета 31-та. Што се случило тогаш? Тогаш се случила Голгота. И тогаш кога Христос бил распнат, што се случува во храмот? Оно што апостол Павле го напишал во Евреите 9 глава 8 стих. Што напишал? Таму пишува дека првото одделение од светилиштето
е символ за времето, ова време, поточно тоа е во 9 стих, претходниот стих вели, еве да го прочитам, на овој начин Светиот Дух укажуваше дека Евреите 9 глава 8 стих. Откако зборува за двете одделенија на земското светилиште, и што се правило во првото, што се правило во второто одделение, во 8 стих вели, преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не бил отворен патот за светилиштето, се додека стои првиот шатор. Првиот шатор е првото одделение. Значи, за да биде отворен патот кон небесното светилиште, треба да биде отстранет првиот шатор, или светињата. Зошто? Бидејќи додека постои првиот шатор, постои можноста да се повторува секоја година еврејскиот церемонијален систем. Нови жртви, нови гревови, ново помирување, потоа нови гревови, нови жртви, ново помирување и така секоја година. Но ако не постои првиот шатор, ако не постои светилиштето, ако постои само светињата на светињите, тогаш не може да постои, не може да се пренесуваат нови жртви. Не може да се повторува овој процес во недоглед. Зато кога Исус умрел на Голготскиот крст, Евангелијата што не известуваат? Завесата што ги дели двете одделенија во храмот била од невидлива рака, значи од ангелска, скината на пола. Ако нема завеса, што нема? Го нема првиот шатор. Целото светилиште станува како да она што било светињата на светињата. Повеќе не може да... И што направиле евреите за да си го продолжат својот старозаветен систем? Едноставно си ја смениле завесата, за да и понатаму има две одделенија во храмот. Си ја смениле завесата. Она што Бог го отстранил, тие го враќаат назад. Како што денес, она што Бог го составил, луѓето го разведуваат. Сепак, во Божи очи е валидно тоа што се случило на Голгота. Ако Господ ја отстранил таа завеса и со тоа го отстранил првиот шатор, тогаш жртвата и приносот се престанати. Жртвата и приносот се престанати. Тоа што евреите потоа си го вратиле шаторот, завесата, и си продолжиле со жртви додека постоел храмот, тоа во Божи очи е невалидно, непризнато. Нема никаква вредност. Оние жртви кои што имале вредност и кои што Господ ги признавал, биле до Голгота. Тогаш и до тогаш Стариот Завет бил на сила. Од тогаш е на сила Новиот Завет. Ова е навистина убаво пророштво. Прекрасно пророштво. Навистина има многу детали во него кои што и покрај вака продолжена проповед немаме време да ги во една проповед одеднаш да ги разгледаме. Меѓутоа, ова било пророштво кое што со векови стоело на страниците на Божијата реч и евреите, книжевниците, рабините, законниците, почнувајќи од Езра и Неемија, сите нивни наследници, имале можност да го читаат, проучуваат и да ги поучуваат евреите за ова нешто, па сепак кога Исус дошол, не бил ниту препознаен, не бил ниту очекуван, не бил ниту прифатен на крај од избраниот народ. Со векови имале точно време кога треба да дојде помазаникот, па кога дошол, не го примиле. Дали имаме точно време за второто Христово доаѓање? Не.
Дали може да знаеме кога од прилика ќе дојде Христос? Дали можеме да го знаеме годишното време на неговото доаѓање? Вие знаете кога точно ќе дојде лето? И ај вака, бидејќи Исус ја го споредил своето доаѓање со летото и смоквата. Дали знаете кога точно, следна вазина, кој датум точно ќе падне првиот снег? Знаете или не знаете? Има некој што знае? Кога ќе падне првиот снег? Однапред, дали може да се знае датум кога ќе падне првиот снег? Не може да се знае. Меѓутоа, дали може да знаете кога ќе настапи наредната зима? Може. Сега, првиот снег може и сега да падне. Може и во април да падне. Меѓутоа, ние знаеме дека сега излегуваме од зима кон пролет. Знаеме дека летото не е дојдено. А кога ќе дојде летото, знаеме дека ќе биде лето. Пошто знаеме? Зато што ќе дојде некој датум. Дали мора да знаете датуми, кога ќе ја запалите печката, парното, дрвата за грејење. Не треба да знаете датуми. Самата температура ќе ви каже кога. Ќе почувствувате кога. Дали ние чувствуваме дека живееме во времето на второто Христово доаѓање? Иако не знаеме датум, ниту мора да знаеме. И фала Богу што не знаеме. Дали сакате да го знаете датумот на вашата смрт? Однапред. Како што тоа не би сакале да го знаеме, така не е многу корисно и да го знаеме точниот датум на второто Христово доаѓање, кој што Господ го задржал во своја власт. Отецот го задржал во своја власт. Но наше е да знаеме дека живееме во времето на второто Христово доаѓање, во времето на Синот човечки. И дека овој свет не може да трае. Оно што го спомена Борче за време на поуката. Јас имав прочитано цела една книга во врска со уништувањето на шумите, на белите дробови на планетата. И денес веќе живееме во време кога процесот не може да се врати. Значи, планетата веќе не може да се спаси. Значи, ова планета веќе не може да се спаси. И сега да се опаметат сите луѓе, не може, доцна е, предоцна е, готово. Ова планета веќе не може да се спаси. Ова е веќе вагон кој што е пуштен без кочници во бездна, во понор, провалија, и Господ само неговото второ доаѓање може да биде спасение и за планетата и спасение за неговиот народ. Нека му е фала и слава вечно. Амин.